Здраво и мило ми што повторно се среќаваме во емисијата 1001 оброк. Предпоставувам вашата инспирација за брзи, лесни оброци и хранливи, што е многу битно. Меѓутоа нормално, нели, вкусот никогаш не го ризикуваме, па така ќе биде и во најновата емисија. Јас сум Антонио Велковски, нутриционист и водител на оваа емисија и денес имам нешто интересно за вас, неколку брзи оброци повторно што лесно ќе можат да се вклопат во вашето секојдневие. Ама на почеток да ги поздравам нашите пријатели Еси Джонсон со нивните производи Мистер Масал, Пронто и Дак, како и Аја ISO Consulting, кои што и денес не дружат и ќе бидат наши верни партнери. Што готвиме денес? Денес подготвуваме неколку протеински сендвичи. Да, и сендвичот може да биде оброк и тоа доста добар и хранлив и ќе повнимаваме на една многу битна компонента, да имаме доволно протеини уште во стартот на денот. Ќе ви објаснам зошто се битни протеините, можеби ги заборавате, и како се до тоа ќе го постигнеме. Токму во денешната емисија, па ајде да почнеме со првиот сендвич за денес. Верувајте, ова е најтешки од сите три што ќе ви ги представам денес, а ќе го направиме со намаз од грашок. Да, намаз од грашок ќе користиме и јајца, авокадо, кора и сок од лимон, ќе додадеме и бои со морков и со домат, а ќе зачиниме и со малку мелена сол и лукче, се разбира, во сета оваа комбинација. Прво со што ќе почнам, ќе испржам јајца, може да користите и кајгана, може да користите варени јајца, тоа не е битно. Овде користам, значи, 2 цели јајца што ќе го дополнат оброкот. Малку само да ги посолам. И ќе ги оставам да не се изгорат на тивко да се пржат. Во меѓувреме го правиме намазот од грашок. За грашокот уште пред некоја емисија спомнав дека е една од звездите во растителниот свет во однос на протеините, затоа што има доста дигестибилни протеини, доста искористливи за организмот протеини, плюс има железо, растителни влакна, значи компоненти кои што ни се доста потребни за нормално функционирање, нели, на организмот, воедно и за стабилизација на шеќерот во крвта уште од утринските часови, затоа што нели ова не е намаз за како доручек, не дека не може да се користи во друг дел од денот. Малку додавам сок од лимон, ќе додадам и кора од лимон, за да даде свежина на овој намаз, затоа што нели малку грашокот остава некој благ вкус, некој благ впечаток. Не мора да е нешто многу, мене тешко ми се рента. Доволно е само да даде малку вкус. Мислам дека е ова доволно. Ќе додадеме и 2 лукчиња, нормално ако го правите намазот пред да одите на работа, тој дел го изоставувате. Имаме зачини, сол и црн бибер. И во текот на мелењето ќе додавам помалку вода, и веќе стартувам со многу малку вода, нели, да не добиеме некоја течна структура. Треба сепак намаз да составиме. Можеме да собереме од ѕидовите, мака што не ни треба баш, нели, премногу кашеста структура, може да останат и некои зрна недоволно сомелени, за да има намазот добра текстура. Значи целта ни е да добиеме нешто како хумус. Место грашок, ако не сакате да користите грашок, може да искористите овде можеби црвен граф, оваа комбинација, ајде да не биде пак, нели, наут да не се повторуваме. Еве, нека биде црвен граф или грашок кој што ќе ни биде основата за овој намаз. Сега ќе го префрлам во истиот сат од каде што го земав грашокот, за да го измешам со уште неколку дополнителни состојки. Нека не ве плаши бојата воопшто. Ќе исечкам прво млад кромит. Само да спомнам дека инспирација за темава на емисија ми беше еден муабет кој што го имав на Инстаграм,
Имено еден од профилите или еден профил кој што го следам објави нешто како ручек во кој што мислам дека доминираа само компирите, немаше нешто некој извор на протеини и јас прокоментирав на видеото, ретко коментирам видеа, меѓутоа тоа прокоментирав дека во рецептот нема доволно протеини за да може да се нарече целосен оброк. Коментарот од авторот на видеото беше дека нема потреба од протеини затоа што не е вежбач. И некако почувствував дека треба да ја разјасниме таа проблематика околу протеините. Не знам колку знаете, но протеините без разлика што се поврзуваат само со вежбачите, се потребни и за други функции во организмот, како на пример за изградба на хормоните или за ензимите кои што ни се потребни за добра дигестија. Антителата кои што ги создава организмот за да се бори нашиот имунитет да го подобри или да функционира нашиот имунитет се фактички протеини. Изградбата на ткивата нормално дека зависи повторно од протеините, но и нивото на ситост и глад, посебно уште во утринскиот оброк. Затоа што протеините придонесуваат за поголема ситост во организмот, односно на некој начин придонесуваат за намалување на хормонот на глад, нивото на хормонот на глад грелин, а покачување на хормонот на ситост лептин. Сега колку ни е потребно, колку ни се потребни протеини во текот на денот е малку дискутабилно. До сега во науката се спомнуваше дека ни се потребни некаде 0,8 грама протеини на килограм телесна маса, што доаѓа некаде околу 50-60 грама, но тие се само за задоволување на основните потреби на организмот. Сега науката е отидена напред, нели, и смета дека треба да имаме протеини на дневна основа некаде 1,2 до 1,8 грама протеини на килограм телесна маса, распоредени во текот на денот. Тоа е многу битно. Ама добре е ручекот да се започне барем со некои 20 до 30 грама протеини. Јас се извинувам што почнав вака со многу бројки. Тоа е чисто за да добиете представа колку отприлика ни се потребни протеините во текот на денот и верувајте дека ако во некој оброк пропуштите да ги имате протеините доволно, многу потешко ќе ги снабдите потоа во текот на денот. Намазот ни е готов, јајцата се испржени, сега веќе одиме кон составување на сендвичот, ама ми треба уште еден момент само. Нормално морковот да го изредаме. Морковот ќе ни биде дел од зеленчукот што ќе го употребиме овде, морков и домат. Јас секогаш сакам уште во стартот на денот некако да успеам да искомбинирам зеленчук во каква било варијанта, па нека и во минимална. На тој начин многу полесно се достигнуваат дневните потреби за зеленчук. Или што би се рекло, нема да има потреба после да го мислиме во текот на денот. Добро, доволно ни е тој морков. Сега можеме да почнеме со лепчето. Ке го подалам ова парче на два дела. Што правам? Додавам авокадо, јас додавам авокадо, вие не мора да користите авокадо ако не сметате дека ви е вкусно, може да си додадете, например, малку путер. Подобро да го испасирам овде, па да го префрлам. Авокадото носи одлични масти од целата оваа комбинација, а е и добар, да речеме, растителен извор на протеин. Нема премногу протеини, меѓутоа ќе придонесе во целата оваа комбинација. Значи, на едната половина од лепчето мачкаме авокадо или путер, што ќе си изберете вие. Некако мене повеќе ми оди авокадото во оваа комбинација. Сега одиме со намазот кој што ќе го распоредиме на другата половина од лепчето. Ќе додадеме јајце. Да се испржи тука 2 јајца за да се останат 2 сендвичи, затоа што сме тука двајца. Вие можете и во еден сендвич да ги употребите тие 2 јајца. Сега гледате дека некако не доминира зелената боја, па ајде малку да си поиграме со боите. Ќе додадам малку домат, да ни даде црвена боја. Еве, доволни се колку за декорација. Ќе го поставам тоа врз јајцето.
рековме малку морков нарендан. За вкус ќе додадам и малку шарена мелена сол, не знам кој како ја нарекува, има различни вкусови што се продаваат, па јас избрав еден и доволно е, значи не сме да доминира во оваа комбинација. И со тоа го составуваме првиот наш протеински сендвич од намаз од грашок, јајце, морков, домат и авокадо. Толку едноставно, направете два вакви, еден за доручек, еден за ручек или можеби повеќе сендвичи, зависи кој колку има апетит, меѓутоа може слободно да ви послужи овој сендвич и за доручек и за ручек, па можеби на некого му е подобро да ги скомбинира за доручек и за вечера. Сакам да кажам дека може да се подготвите поголема количина и да го јадете како два оброка во текот на денот, со тоа да не мора да стоите во кујна. Пред да продолжиме понатаму со составување на следниот сендвич, да ви представам еден од производите на нашите пријатели AC Johnson Duck WC течност, која што благодарение на добриот дизајн на шишето добро допира во внатрешноста на WC школката. Со тоа добро ја чисти, ја отстранува миризбата, остава добар мирис и нормално се грижи за хигиената на WC школката. И многу е битно што е достапен во различни мирисни ноти, значи си одбирате што најмногу ви одговара. Уште еднаш поздрав до нашите пријатели AC Johnson. Еден сендвич оставивме. Сега одиме со вториот кој што нема блендирање и нема толку многу процедура како првиот, а еве што содржи. Имаме сушени домати, ќе користиме моцарела, домат, лук, сок од лимон, еве малку и роквичка, може и марула се додаде. Значи имаме баш типично медитерански вкусови со вториот сендвич. Јас секогаш кога разговарам со клиенти или со тие што бараат помош од нутриционист, луѓе ми кажат наутро ќе изедам една кифла или еден геврек и пак сум гладен за еден час. Јас секогаш им кажувам дека проблемот е тоа што оброците не им се добро составени или нема доволно протеини уште во појадок како што спомнав и претходно. Така што сега ќе продолжиме во сличен стил. Ама овој рецепт ќе го започнеме со лукчето. Прво да иситниме лук. Баш треба да добиеме доста ситно лукче, пак ќе речам, ако го подготвувате за на работа или не знам, излегувате некаде, нормално дека лукчето ќе го изоставите. Може би да се искомбинира, не знам, ова со салата со Макдонос, за Макдоносот да го одземе мирисот на лукот, мака што искрено сум испробувал па некако не ми успеало со Макдоносот. Го ситнам убаво лукчето, што ќе биде дел од намазот, значи пак подготвуваме еден вид на намаз, само ќе ни требаат една даска и остар нож, ништо повеќе. Лукот и лимонот во овој намаз ќе донесат не само заради вкус, туку ќе донесат и доста антиоксиданси, а сушениот домат ќе ни донесе доста ликопен. Дури и едно време читав студии кои што не се баш доволно потврдени, меѓутоа се ветувачки дека каротеноидите од храната, еве како на пример што е случајот со доматите, доста помагаат за искористување на железото во организмот. Така што ете имаме и некоја функционалност на доматите во оброкот. Сушените домати се доста концентрирани, така што можете да ги додавате на пример во салати или како овде во намаз. Тоа што ни треба е да ги иситниме убаво. Забележувате, не користам блендер, затоа што не сакам да добиеме некоја кремаста структура, туку баш доматите да бидат насецкани. Инаку, овие два рецепти што ви ги представив се идеални и за така наречен meal prep или подготовка на храна во поголема количина. Претходниот намазот со грашок е идеален за ваква комбинација, значи да се направи нешто повеќе, некоја поголема количина се чува во тегла, а пак намазот од домат, од сушен домат, исто може да се направи во голема количина, затоа што маслото на некој начин, нели се чува, сувиот домат се чува во масло, маслото на некој начин представува конзерванс.
на тој намаз. Така што може слободно да се направи во поголема количина. Еве, во недела, на пример, одвоите малку повеќе време и составете вакви намази што ќе ви служат, ќе ви вршат работа баш преку работната седмица. Во новата сезона продолжуваме со нашите стари пријатели Orbico и нивната Home Cleaning линија, поточно Mr. Muscle, Duck и Pronto. Само за подсетување, Mr. Muscle производите се специализирање за чистење одвод. Duck производите се најдобрите за казанчиње и WC школките, а Pronto колекцијата специализирани средства за мебел и подови. Во денешната емисија ви го представуваме Mr. Muscle кујнскиот гел за одводи. Брзо и моќно ги отпушува кујнските одводи и ги отстранува блокадите што може да содржат микроби и бактерии. Едноставно, половина од содржината исторетија во затнатиот одвод. Почекајте 15 до 30 минути и потоа пуштете топла вода. И готово. Проблемот е решен. Mr. Muscle, гел за кујнски одводи. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Јас мислам дека е доволно со доматот, само да му додадам и малку зачини. Од зачини ќе додадам црн пипер и малку сол. И сок од лимон, многу малку, да не се разлее овде. Толку е доволно. Ќе го измешам уште малку и со тоа веќе овој намаз сме го завршиле. Нормално пак ќе речам, може да го искористите некој сечко, некој фуд процесор за да го направите ова побрзо, но јас мислам дека оваа варијанта со изидне доматот со нож е многу подобра. Основата ни е готова, сега можеме да го составиме сендвичот. Повторно ни треба лепче, јас имам еден куп даски овде. Лебот на половина. Ке го намачкаме со намазот од сушен домат. Ке додадам потоа моцарела и зеленчук. Не знам колку знаете, кога веќе ги изборуваме протеините, тие ни се темата денес што ни се наметна, дека многу малку се обрнува внимание на термичкиот ефект на храната, односно колку калории троши организмот за да ја обработи храната. Организмот фактички најмногу троши за да ги обработи протеините од храната. Многу повеќе поточно отколку од јаглихидрати и масти. Така што ете може и тоа да го имате на ум, што би се рекло трошиме калории во мирување. Сега дали треба да јадеме само протеинска храна? Нормално не. Затоа што и другата храна е хранлива и му е потребна на организмот, но треба да го имате тоа предвид. Сега што правиме? Додаваме моцарела. Изборот на моцарелата е за калциум, за да ни даде овдека протеини, значи тоа ни е основниот извор на протеини во овој сендвич. Јас ќе додадам 2 тенки парчиња, чисто за да изгледа поубаво, а вие може слободно да си додадете поголеми парчиња. Еве и обичен домат. Сега веќе се наоѓаме во период од годината кога полека почнуваат и свежите домати да се наоѓаат се почесто по маркетите, се уште им е висока цената, меѓутоа со текот на времето сигурен сум дека ќе добијат некоја понормална цена. Реков роквички. Роквичките, доматите плюс ке не додадат и растителни влакна кои исто така се многу битни да ги имаме во првиот дел од денот, поточно преку цел ден, посебно во првиот дел од денот, за да имаме подолготрајна ситост. Забележувате, ниеднаш не спомнав
колку калории треба да има или слично, колку е оброкот, туку кажав само како треба да биде составен за повеќе да не држи ситост, да му направиме на некој начин трик на организмот. Да, и количината на храната е битна, меѓутоа битно е и како е составена. А ние составивме уште еден одличен протеински сендвич. Овде главен избор на протеини ни беше моцарелата, плюс имаме намаз од сув патлежан со лукче, додадовме и домат и роквица и на тој начин имаме уште еден убав и брз оброк со кој можеме баш успешно да го започнеме денот. Пред да продолжиме со следниот сендвич што ќе го составуваме денес, морам да се вратам назад на минатата емисија. Ви благодарам на сите што редовно пишувате пораки дали на профилот на емисијата 1001 оброк, 1001 оброк official или на мојот профил Ајде да јадеме. Мене ме наоѓате и на TikTok и на Facebook и на Instagram под исто име. И пишувате впечатоци за рецептите што ги гледате во емисијава. Јас објавив кратко видео од бајадерата од една од претходните емисии, чоколадната бајадера со путер од кикирики, и толку многу реакции имаше, што имаше, например, една ваква порака. Морам да ти кажам дека бајадерата од кикирики од минатата недела стана официјално омилен десерт на моите деца. Не веруваат дека во неа нема тон додаден шеќер. И ова вистински ми значи затоа што битно ми е дури и десертите да се хранливи, а да ги сакаат и децата. Штом децата ги одобриле, значи е нешто доста добро. Ако добро проверам видеото што го објавив, барем досега има 80.000 прегледувања и тоа е поттик да работиме понатаму, нели, и да наоѓаме некои интересни рецепти кои што ќе ги споделувате и ќе ви бидат интересни за секојдневна примена. А сега се враќаме на готвење. И концептот на третиот сендвич е сличен како претходните, да имаме доволно протеини, барем некои 20-30 грама во една порција, плюс да додадеме и доста хранливи материи. Ќе додадеме различни компоненти и сето тоа да биде, нели, доста брзо и хранливо. Тоа ни е најбитното, за да можеме убаво да го започнеме денот. Со што го правиме следниот рецепт? Имаме овде крем сирење, имам димен лосос, кромит обичен и млад, ќе додадеме изачини сол, црн пипер и краставица, и тоа ни се единствените состојки за овој трети последен сендвич. Само да направам овде простор. Во последно време протеините се актуелна тема, па некако и добар маркетиншки трик представуваат, затоа што, нели, денес имаме еден куп намирници кои што се протеински и се смета дека се што е протеинско, дека тоа е здраво, ако нема доволно протеини, дека не е здраво, што не е точно, но еве да речеме дека не се што се продава како протеинско може да се смета како здрава храна. И тука ќе го прекинеме мојата, затоа што ако навлезам во таа тема ќе биде навистина долга и верувам дека и многумина нема да се согласат со мене. Добро, одиме сега како основа имаме крем сирење, овде гледав да е некое пониско маслено, ова е без лактоза, значи тие што имаат проблеми со млечните производи може да си купат, сега имаме избор на пазарот безлактозно крем сирење. Ќе додадам овде димен лосос. Сега, ако претходно за грашокот реков дека можеби, нели, дискутабилно е колку се искористуваат протеините од грашокот, не во целост. За рибата, општо, кога станува збор за рибата, обично протеините од рибата се дури и 100% можеби искористливи, доста лесно искористливи. Плюс рибата, нели, богата, посебно лососот е богат и со омега 3, покрај другото доста корисни масти и за мозокот. Така што можеме да кажеме дека рибата е златен стандард кога станува збор за протеински јадење, заедно со останатите типови месо. Покрај тоа и доста е добра за дигестија, сега зависи кој тип на риба ќе го изберете и како ќе го подготвите, меѓутоа генерално рибата е доста полесна за дигестија. Основата во овој сендвич ќе ни биде баш крем сирењето и рибата, повторно убаво ситниме, за да може да дојде некако како намаз. Уште една долга тема која што ми се надоврзува на муабетот е комбинацијата на млечни производи и риба. Кај нас постои
нели сваќање или мит дека не одат заедно. Веројатно од тоа што и рибата и млечните производи се доста големи, доста силни алергени, можеби од тука доаѓа и тоа сваќање, меѓутоа генерално не е точно. За здрав организам воопшто не е проблем комбинацијата риба и млечен производ. Еве веќе го иситнив, да не речам еден намазот, да го наречам, од лосос и од крем сирење. Ќе го измешам подоцна, откако ќе го додадам и зеленчукот. И од зеленчук ќе додадам обичен и млад кромит. И еве ако ги тргнеме на страна протеините како тема во денешната емисија, забележувате нели дека сите овие оброци или доручеци вклучуваат и леб. Нели правиме мовет за сендвичи, затоа вклучуваат и леб. Уште една од намирниците кои што се доста озлогласени во последно време, дали треба да се консумира леб, дали не треба да се консумира леб. Некои од моите клиенти кога им составувам програми, кога ќе видат во програмите дека имаат и леб, се изненадуваат. Лебот може да биде доста добра и квалитетна намирница, затоа што може да биде добар извор на железо, на магнезиум, на Б витамини, на растителни влакна. Само треба да го избереме вистинскиот леб. Тоа најчесто е интегрален. Само да нагласам дека сите сме со различен тип на дигестија, со различни потреби, така што можеби на некои луѓе па баш интегралниот леб не им одговара. Например, луѓе кои што имаат на некој начин нарушена дигестија, посебно во желудникот, во горниот абдомен, не можат да поднесат чисто интегрален леб, па тогаш подобро е да изберат или бел или полубел или полуинтегрален леб, или постарите лица кои што често пати имаат и проблем со џвакањето, не само со останатите делови од дигестијата, пред се со џвакањето, имаат проблем и тие може исто така да одберат некој полубел или бел леб кој што нема да им представува проблем. Така што во исхраната е секогаш, викам, нема ништо црно и бело. Секогаш треба еден план за исхрана да се прилагоди според потребите на тој на кој што се однесува или за тој за кој што се изработува. Јас овде се измешав. Не додадов црн пипер, ќе додадам сега. Тоа ни е последното нешто. Внимавам да не додавам многу сол, мака што кажав на почетокот дека може да се додаде и сол. Внимавам затоа што нели крем сирот е солен, исто така и димениот лосос. Па да не претеруваме со количината, меѓутоа вие може да го коригирате вкусот ако така ви одговара. Го составуваме сендвичот. Прво составивме сендвич со намаз од грашок, после со намаз од сув домат и сега со намаз од крем сир и од лосос, димен лосос. Еве вака на половина. Само да внимавам да не ми се распадне овде. Гледате, убаво се мачка. Ќе намачкам и другата половина од лепчето. Знам, има многу кромит, ама вие можете да додадете, например, некој друг тип на зеленчук, што нема да биде толку миризлив ако, например, одите на работа, меѓутоа денес има еден куп луѓе кои што работат до дома, па нема да им биде проблем да си го направат ова како оброк. Еве сме, значи, двете страни ги намачкав со намазот од лосос и од крем сир, меѓу нив ќе ставам краставичка. За да имаме и зеленикава боја. Може да се додаде марула, може да се додаде и беби спанач, зависи кој што преферира. Си го коригирате сендвичот според сопствениот вкус. Сега ги затварам двата дела и со тоа ни е готов и третиот и последен протеински сендвич, што е одличен повторно за почеток на денот, за хранлив почеток на денот и нешто што ќе надржи полого време, сети барем некои 3-4 часа да не мислиме на храна. И само некој ако ми рече дека нема време за вкусен и брз оброк.
Во денешната емисија забележавте дека нема потреба од крчкање, долго стоење во кујна за да се спреми хранлив оброк. Составивме 3 протеински сендвичи кои може да ни служат за доручек, ручек или вечера, зависи што ќе одлучите. Се надам дека ќе испробате некој од овие рецепти и ќе ми пишете или на мојот профил Ајде да јадеме или на профилот на емисијата 1001 оброк official на Instagram или само 1001 оброк на Facebook. Ваши коментари во која варијанта сте ги направиле овие сендвичи и кој од овие 3 вкусови најмногу ви се допаднал, и тоа ни е многу битно. Истовремено сакам и предлози или што сакате да видите како рецепт или како информација во емисијата во некој од наредните изданија. За крај само да ги поздравам нашите пријатели Еси Джонсон со нивните производи Mr. Muscle, Pronto и Duck, како и AIA ISO Consulting, кои што и денес не дружеа во денешната емисија. Ве поздравувам и повторно се гледаме следната недела.